Борбата против коронавирусот за власта значи декор, пресконференции на надмудрување. За народот значи губење на здравјето, борба и страв за своите животи. Овие безмалку 2 месеци гледаме серија на пропусти, недозволени грешки, а владата делува дезориентирано и загубено. Тие се посветени само на создавање на привид дека се работи нешто, а во суштина не се работи ништо. А најтешко е кога не се учи на грешките и тоа се повторува како фарса. Но таа фарса овој пат, за жал, многу чини. Чини човечки животи. Куманово е тешко погодено од коронавирусот. Таму гледаме многу политика, многу партиски и внатрепартиски препукувања, а малку сериозни чекори. Предлагаме итно да не се донесе одлука за прогласување на кризна состојба во Куманово. И бараме, заради терење политика и надмудрување во рамки на СДСМ, да не страдат граѓаните. Значи, итно донесување на одлука за прогласување на кризна состојба во Куманово со цел да се канализира борбата с коронавирусот и да почне да се решава овој проблем. Тоа треба да се направи уште денес. Второто големо жариште кое се отвора е Прилеп. И оваа пресконференција, помеѓу другото, сакам да споделам и одредени информации кои што се поврзани со Прилеп, затоа што веќе се досни со реакцијата. Но барам целосно да не се промаши работата, затоа што ако денес не се действува, ми ја страв дека ќе ја предосна. Оставете ја настрана политиката. Подзапрете малку и со подкуп, со брашно, шеќер и останати производи, кои што се делат по куќи, запрете ги вашите внатрешни и меѓупартиски препукувања и посветете се кон народот. А таму ќе видите сериозно незадоволство, задоснети мерки и огромен потенцијал за ширење на вирусот. Во Прилеп имаме огромна прогресија на вирусот. Владата и Венко Филипче не тестираат доволно. Тоа е сериозен проблем кој што не може да го реши нити полицискиот час. Денес залумно е тестирање во Прилеп на 20 на случаи, кога други 40 чекаат на ред да бидат тестирани. Секој ден поминат без детектирање на заболените. Значи ново заболени кои Министерството не ги бележи, а за жал бројката се зголемува. Нашите информации се дека за жал во Прилеп бројката на заболени е далеку поголема од онаја која што е евидентирана. На тие луѓе им треба соодветен третман. На тие луѓе им треба помош и им треба лекување. На тие луѓе треба да им се помогне за да се спасат човечки животи. Тоа не се прави затоа што не се тестира доволно. И знам дека од Министерството ќе излезат со некакви бројки и статистики со кои што ќе не убедат дека се тестира доволно. Вие седете со вашите бројки, а јас си го слушам народот. А народот кажува дека не се тестира доволно. А воедно и бројките во државата, исто како и економските мерки, покажуваат дека сериозно паѓаме надолу на сите листи во споредба со сите останати земји не од Европа, туку од регионот. За Европа не сакам да зборувам. Во однос на Прилеп, потешките случаи се префрлаат во Скопје, каде што за жал исто така има лимитирани капацитети. Но тоа пренесување на тешко болните кажува и дека Прилеп се бори со недостиг на капацитети за справување со коронавирусот. Апелирам веднаш Прилепската болница да добие респиратори. Апелирам веднаш да се направи тестирање на целокупниот медицински персонал. Апелирам веднаш да добијат соодветна опрема. Здравствените работници се нашите херои. Тие мора да се заштитени за да можат да помагаат и да можат да се изборат со вирусот. Мора да добијат соодветна заштитна опрема, како и услови на работа, за да можат да помогнат на оние на кои што во моментов се најпотребни. Загрижувачки е и фактор што Битолската клиничка болница е во опасност. Откако се потврди дека еден пациент заболен од коронавирусот лежи во Битолската болница. За резултат се чекало дури 5 дена, што само ги потврдува нашите предупредувања дека за резултати од тестови
се чека помеѓу 5 и 7 дена, што е недозволиво долго време. Тоа чекање доведува во опасност многу човечки животи. Тоа чекање може да исфрли цели здравствени системи надвор од функција и дополнително да загрози човечки животи. За ова чекање и доцнење на резултати од тестовите, како и недоволно тестирање, одговорност мора да има, сега и веднаш. Не смее да ни се повтори случај како Битолската клиничка болница, не смеат да се повторуваат случаи како во Прилеп и во Куманово. Предлагаме владата веднаш да прогласи кризна состојба и во Прилеп, за да се стави под контрола ширењето на вирусот. Така ќе се зголеми контролата и директно ќе се влијае на намалување на ширењето на вирусот и ќе се спасат човечки животи. Значи, веднаш денес прогласување на кризна состојба во Куманово и веднаш денес прогласување на кризна состојба во Прилеп. Ова можеби на некои од власта ќе им звучи панично, на некои можеби ќе им звучи и забавно, но реалноста е дека се губи контрола во овие два македонски градови. Затоа е потребно итно действување. Не е време за политика и политиканство, време е за действување и време е за спасување на човечки животи. Тоа е она што е најважно во овој момент и затоа апелираме сериозно да се посвети внимание на овие два македонски града како најголеми жаришта во моментот во Македонија. Благодарам, повелете ако има прашање. Подпредседателе, имаме прашање од порталот Вечер МК. СДСМ дели пакети по домови, тие велат дека е хуманитарна помош, вие велите дека е корупција. Ваш коментар во однос на исто? За жал, наместо да се посветат на спасување на човечки животи, посветени се и исклучиво размислуваат за следните парламентарни избори, кои што и да прават ќе ги загубат. И гледаме дека се обидуваат да ја злоупотребат маката на луѓето, на оние кои што немаат и на оние кои што се во лоша состојба. Гледаме дека и за тоа се рекламираат, па логично се поставуваат неколку прашања. Прво, очекувам сега само да одговори колку вкупно така наречена помош е поделена, во која количина и каде. Второ, од каде истата е купена. Трето, на кој начин се обезбедени средствата со кои што овие материјали се купени. Четврто, да покажат во јавноста фактури дека навистина тоа што го купиле е платено. И петто, да кажат на кој начин ги селектираат оние кои што добиваат помош, а по мене најбитно да одговорат зошто не ги следат препораките кои што нивната влада ги носи, а тоа е дека постои еден центар каде што сите кои што сакаат да помогнат и да донираат, треба да ги уплатат сопствените средства. Она што ние го имаме како сознание дека се работи за директен подкуп на гласачи, дека ова е акција која што била планирана за во тек на изборите, затоа што изборите требаше да се одржат на 12 април, но сега заради коронавирусот им се пореметиле плановите, дека се обидуваат да прават директен подкуп на гласачи, што е тешко казниво дело. Од ова место ги повикувам антикорупцијската комисија и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да поведат постапка против политичката партија СДСМ и да проверат на кој начин овие така наречени донации се обезбедени и на кој начин се делат. Сметам дека има многу коруптивност и основ за покренување на кривична одговорност за врвните раководни лица во СДСМ заради овој подкуп кој што го вршат. Благодарам јас.